Ще го повлечете вашия предлог, за да не го оставим. Иначе не е проблем. Не е проблем. Дали някой друг бар разбор във връзка с дневния ред? Бидейки никой друг не бар разбор, я запарам разправата и дневният ред остава. Да, точката за брегалница е тръгнала на дневен ред, за това, защото пред малце до мене писмено е доставена два за отлагане на точката, затова ще образлагачо Мария Сумрачка е по втор път доставува бодование на ден, кога трябва да образлага точка, ще е малко симптоматично. Директор ли? Може да би няма потребните информации, директор ще трябва да ни достави до това. Симптоматично е за мен, защото Мария по втор път е бода. Значи е за наредния условия, явен напад до Мария Сумрачка, да може да приключваме. Който да ни разложи точката за финансовия извещен 3-месечен на. Гледам сега, я не за това. За това е тръгнена, за това ще отнемаме образлагач. Мораме да тръгнем, за това ще отнемаме образлагач. Окей. В коя форма е образлагач? От форма економист и изработвач на финансовия извещен. Какво може да го разложи някой, който ще не го е второ? Много ще мисля дека за други точки образлага ръководители на сектор. Да, они са стручни, не ги изготвува и не са стручни. Инако възпротивно ние ги поставяме прашания до директора, но ги вика не знам. Знае го отговора, знае изработвача на това финанси. Може би не сериозно и аз му кажах дека това е последен път да толерираме. Да, това си е вътрешен нивен проблем и трябва да си го решат. Който образлага, пред нас трябва да бъде човек, защото ни образложи точката, на който може да поставяме прашания и да добиеме отговор. Дали някой друг бар разбор, връзка с дневният ред? Не, бидейки никой друг не бар разбор, я затварям разправата и дневният ред остава на гласа. Кой е за? Против? Нема. Въздържан? Не. Констатирам, дневният ред е пуст. Усвоюване на записник от 8-та седмица на своето новски неделче. Отварям разправа по това точка. Дали някой бар разбор? Поведено? Чисто ние го следващия дума на дома, защото не стакаме да апелираме и да реагираме, защото веќе тоа е континуирано добиваме прашање, не само петковна седмица, и от по-петковни седмици, конкретно некои институции, не но и от явно предприятие. Значи, не само ще не отговаря на прашање кои ще се за време на разправата, а и дело што е на предлози и прашање од следници. Мислам дека е прецедент сега. Ако функция от следник нема никаква тежина, мислам дека този случай няма да наседим ни да разговаряме на тази тема повече. Трябва малко по-остро да се реагира, защото абсолютно си това дума. Задавишката, всеки съветник, като поставя на прашане, трябва да го отговаря. Нареден черта човек е опрезнено, дека нивните точки няма да ги ставам на дневен ред, за да отговаря на това. И се парализира и нивните институции, които ги водят. Все до днес не се отговори на следващите прашане. Институцията съветник е издигнена на това. Я ви го готувам. благодаря. Дали да друг бар разбор връзка с дневния ред от 8-та седмица? Усвоюване на записната от 8-та седмица. Бидейки никой не бар разбор, я затварям разправата по това точка и я ставам на гласа. Кой е за? Против? Нема. Въздържан? Не. Точка В. Измена на годишен план за валутуване на общото неделче за 2022 година по заповед от община. Образлагач Ян Пранчева, секретар на общото неделче. Господин образлагач на Благодаря, почитувани председатели, почитувани съветници. Пред вас во приемот на материалите за днешната седмица на Совет новски неделче ви е доставена измената на годишниот план за валутуване за 2022 година. Со предложените измени не се вменува вкупниот број на извршители во веќе донесени од годишен план за вработување во 2022 година и предложените измени се однесуваат само на видот на работните места, со кои се смета дека ќе се подобри работата на општинската администрација за испорачување на поквалитетни услуги кон жителите на општината. Битно е да се напомени дека не се зголемува бројот на извршители од предвидените и планирани 16 вработувања во годишниот план за вработување за 2022 година, кој е донесен ласката година во месец јули,
туку се прави само замена на постоечките работни места. Напоменувам дека со ваквите измени нема да бидат предизвикани фискални импликации дополнителни по буџетот на општината, односно не се зголемуваат планираните средства за плата, туку остануваат на исто ниво како што се предвидени во веќе донесениот план за оваа година. Пак ќе повторам, поради укажаната потреба за подобрување на ажурноста и квалитетот на работата на општинската администрација, согласно Законот за вработени во јавниот сектор и Законот за административни службеници, се пристапи кон измена и дополнување на правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација во општина Делчево, при што е направена измената која ви е доставена во прилог на денешните материјали за седницата, а за направената измена на правилникот за измена и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација, Министерството за информатичко општество и администрација констатира дека истиот е во согласност со одредбите од Законот за вработените во јавен сектор, од Законот за вработените за административни службеници, како и правилникот за содржината и начинот на подготовка на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места и содржината на функционалната анализа на институциите од јавниот сектор и каталогот на работни места во јавниот сектор и врз основа на претходно утврденото е дадена согласност на правилникот за измена и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација, кој е заведен со архивски број 08724/1 од 18.4.2022 година. Тоа е оно што би можела да го кажам во прилог на доставената измена на годишниот план за вработување. Доколку имате прашања, повелете, може нешто подетално да ви образложам. Благодариме на предлагачот за образлагањето на точката. Отварам расправа во точката број 1. Дали некој го разбор? Повели има? Само да кажам на образлагачот, дали имат план за откаде ќе бидат обезбедени средства за нова систематизација за вработување? Јас веќе кажав дека нема финансиски импликации во буџетот на општина Делчево со кои се предвидени тие 16 непополнети систематизирани работни места кои се провлекуваат со години, затоа што согласно Законот за вработени во јавен сектор и согласно Законот за административни службеници, за секое ново креирано работно место мора да бидат избришани онолку работни места колку што се креираат нови. За подетална ваша информација да ви кажам за кои работни места се работи. Значи, едното работно место е во секторот за урбанизам, заштита на животна средина и комунални дејности и сообраќај, одделението за урбанизам. Креирано е ново работно место советник за заштита на животна средина и природа за еден извршител. Тоа можете да го видите на страна 8, подреден број 4 во измената на годишниот план за вработување. Бидејќи урбанизамот е еден од секторите кој е најавторитет во работењето на општинската администрација, се предлага дополнување со уште едно работно место, а за таа сметка се избришени други работни места, со што вкупниот буџет за исплата на бруто плата на вработените во општината за календарската 2022 година останува исто. Друго работно место кое се планира кое е веќе креирано и кое е веќе одобрено од страна на Агенцијата за Министерството за информатичко општество и администрација, е повторно во одделението за локален економски развој секторски урбанизам, советник за планирање на ЛЕР. Тука имаме само еден извршител, знаеме дека има многу проекти каде што може општината да аплицира за добивање на грантови, меѓутоа еден извршител тешко го постигнува се тоа и сметаме дека би било во ред да предвидиме вработување на уште еден извршител. Во одделението за општи правни работи и јавни дејности е креирано работно место помлад референт за односи со ромската заедница. Тоа работно место можете да го видите на страна 9 подреден број 9. Тоа е побавање на ромската заедница за полесна комуникација со проблемите кои ги има ромската заедница. И четврто работно место е во одделението за правни работи и општи работи и јавни дејности на работно место возач, каде што во моментот во општина Делчево е вработен само еден возач кој веќе 2 месеци поради здравствени причини е отсутен од своето работно место, а како што знаете и вие, градоначалникот вози сам, што е ризично за неговата безбедност и за безбедноста на околината во која го вози службеник автомобил за вршење на службени потреби.
и веќе реков, сите направени измени нема да предизвика нити значи никакви финансиски импликации, нити тоа значи дека работните места ќе бидат распишани во оваа календарска година, доколку се оцени дека нема потреба, ниту тоа значи дека мора да се пополнат веднаш и сега, меѓутоа бидејќи е усвоен и дадена согласност од страна на Министерството за информатичко општество и администрација, Советот, согласно Законот за вработени во јавен сектор, треба да донесе заклучок за усвојување на оваа измена. Повторувам, не се менува вкупниот број на вработени во систематизацијата постоечка, не се менува годишниот план за вработување во однос на годината ланска кога е донесен, бидејќи сега во 2022 до 1 септември треба да донесеме нов годишен план за вработување во 2023 година. Значи се стојат овие работни места во првичната систематизација кои се систематизирани како вкупен број на извршители 64, од кои 16 се непополнени. Во тие 16 се и тие 4 работни места кои сега се креирани. Значи, ова усвојување, донесување на заклучок за усвојување на измената на годишниот план на вработување не значи по автоматизам распишување на област заради вработување, значи тоа е само за да се спазат постапките до Министерството за информатичко општество и администрација е потребно да го доставиме овој заклучок за повторно да добиеме мислење дека и планот за измената на планот за вработување е во согласност со измената на правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во општинската администрација во општина Делчево. Благодариме. Да се правим едно детали, доколку законот е доста оваа седмица во Министерството за информатичко општество. Значи дека одобрението за тие 4 позиции нема да може да важи во нареден период. Извините за да. Значи, вие денеска пред вас имате доставено статистички број измената на годишниот план за вработување комплетно како што е доставен за сите 4 работни места кои се изведени во систематизацијата од 11.5.2022 година. Се друго би било на нова измена на годишен план за вработување, која треба да биде усогласена со веќе добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. Прашањето е дали согласноста ќе важи за нареден совет. Согласноста ќе важи за нареден совет, не знам зашто ме прашувате, но Совет? Не, јас сакам да знам затоа што према ова што може да слушам, мојот заклучок беше дека доколку немаме заклучок, можно е програма за прво програма да не е предно програма. Систематизацијата е веќе изменена. Систематизацијата е изменена. без разлика на заклучокот, но е потребно да се усвои со заклучок. дали заклучокот ќе поврече временски период за изменението на систематизација? Значи не знам кој бил тој временски период. Па месец да ви држи изпълнение от седмица. Значи имаме 30 дена от денът на... От тази седмица, от денес? Не, от 11.5. Не гледам нещо, нищо. Благодарим. Много ще се важи. Там е друг баран. Ще ви верате се избора на... Не. Горе. Бидејќи никој друг нема разговорки, а затвора гласуваме по оваа точка, истата точка ќе ја ставаме на глас. Кој е за? Против? Нема. 3, 4, 5. Удржани? Констатираната точка не е усвоена. 105 гласа против и 10 против. Благодарам за Точка 2. Предлог одлука за поширување на средства на буџетот на општина Делчево за 2021 година. Предлагач Анка Христова, ръководител на управлението за бюджет, ръководство и администриране на ОРТ. Побарање на буџетските корисници до општина Делчево се направи оваа одлука за поширување на средствата на буџетот на општина Делчево за 2022 година
а со цел на искористување на средствата кои што се како пренесен приход месечен приход од претходната година. Овие средства како пренесен месечен приход од претходната година се распоредени на следните расходни подставки кои што ги имате во одлуката за проширување на средствата на буџетот на општина Делчево. Износот со којто се прошири буџетот на општина Делчево е 7.513.007. Подставките ги имате пред нас, доколку имате прашања, поделете. Благодариме на модератор. Отварам расправа по точката број 2. Дали некој има разбор? Повели Иван. Огледно мене ми интересува да имате информација за моделот за воследно образование. Значи, ставка 482930 реконструкција на други обекти по износ од 1 милион денари. Дали знаете огледно што е предвидено? Значи, тоа е план на следното образование, конкретно што е за кој обект се работи, немам информација. Можете ли да ставите прашање? Значи, овие се средства само од предходната година како пишат на кои што не се планирани во бюджетот. Благодариме. Дали некој друг има разбор? Бидејќи никој друг нема разбор, заклучувам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за проширување на средства во буџетот на општина Делчево за 2022 година. Кој е за? Против? Воздържани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за, 9 гласа за и 6 против. Благодарам. Точка број 3. Предлог одлука за определување на имиња на улици во градот Делчево. Го повикувам разлагачот Звонко Атанасов, ръководител на секторот за урбанизам, уредување на градежно земјиште, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина да ја образложи точка. Това е казвам ги читам сега овие пасоси, значи 2018 година е донесена листа за определување на имиња на улици, поставени мостови и други инфраструктурни објекти од страна на Советот на општина Делчево. Од таа листа, не знам вие дали ја имате тука или ако сакате да ги прочитам кои се останали на располагање за избор за се дека таа листа не се исцрпи, за има нека информација дека минимум се треба да се исцрпи, за да може да се донесе нова листа. И иначе ви ги прочитам, не са многу. Това са останали се от таа листа Краля Марко, Попстојан, Петър Попарцов, Любомир Български, Сабрир Мишо, Пазис Сариновски, Симитлиска, Вишкогорска, Елин Камен, двете липи Донска, Пече Здравен, Маджирска, Румена Вебора, Блажа Коневски, Петър Патричко, Джорджи Полозов, Христо Шишко, Весна Режева, Васкилия, Ваня Алзаева, Леонче Христовски, Гоце Арнолдов и Василев. Со новата одлука се предлага, значи бидејќи треба да се именува улицата, новата улица што е изградите на кај Пазаров, се предлага да се Во скицата што ја имате на вториот лист, обоена со зелено. Со жолто зелено. Бидејќи самата таа улица тука до тука сега ја изградихме, има многу малку парцели, па се предлага да се поврзат тие другите улици, односно до завршување до спојство индустријска и улицата што ни е од новиот мост према до булеварот. И крачите што се внатре за Пазарот да се со име Василево. Сега не разлагам Василево што најстаното име на Делчево и така. Това е едниот предлог, а другиот предлог е улицата што е над зградата, односно над школото, што од полицијата, што исто врзува до зградата и после со пристапна патека до улица Индустријска, предлогот е да биде Блаже Коневски. Сега тоа е
Поред. Благодарим на предлагачот за образлагањето на точката. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Овој да гледа. Конкретно имам за тие точки прашање, меѓутоа побрзано, па со именување за улица, која што достатно пред скоро 4 месеци, за врска со именување на улица за Димитар Божунски. Па сакам да прашам докаде или А за која улица? Димитар во централното подрачје, да види исто така назначена почетно него. Нема во листата, немаше во листата. Веќе се бира во постоечката листа. Значи, таа листа е процес, значи, во кој учествува и граѓаните со предлози и ја Советот доноси, а мислам дека оди согласност и Министерството за транспорт. Да. Има одреден период во кој што треба поскумно да помине време за личноста, неколку време, па да може да се додели. Значи за наредната листа која се прави. Сигурно ќе имаме предлози за наредната листа. Тоа е процес. Дали некој друг бара збор? Јас ќе земам збор. Јас имам еден друг предлог за разлика од доставените две имена за улици. За мене многу е од особено значење ако ние во Делчево крстиме улица по некој делчевец, значи угледен граѓанин кој што е нормално почината неколку години. Имаме на листа таков човек, имаме неколку такви луѓе и јас предлагам една од улиците да носи име Љубомир Белогаски. За тие што не знаат, Љубомир Белогаски е уметник, најдобар на акварел во Македонија, академик, сликар, со потекло од селото Лотивиште, признаем, докажам на државно ниво и мислам дека ние треба да го достоиме со носење на име на улица, да го носиме името и да едноставно да покажеме почит кон луѓе кои потекнува од тука, и не очекувам дека во Кочани, Штип, Струмица или Скопје ќе крстат улица со име на некој делчевец, под број 1, и под број 2 улицата која што иде од пазарот, може пазар до општината. Предлагам, поради контекстот и поради ситуацијата во која се наоѓа целата наша држава, во која е нападнан македонски идентитет од наш сосед, предлагам таа улица конкретно да биде крстена Македонија. Ако се согласувате сите, ќе биде добро. Ако ја имаме во листата, ако не ја имаме во листата, ќе тражиме друго алтернативно решение. Македонија ние имаме булевар, улица немаме Македонија. Значи може да имаме улица Македонија. Убаво ќе види кога туристи од други земји ќе дојдат и ќе речат на улица Македонија. Доколку ја немаме улица Македонија, Нема во други инфраструктурни, нема во мостови. Македонска. Македонија, свој да покажеме дека Делчево е доследно. Македонски име. Ама имаме и допълнување на имена. Само че други имена, ако треба да Да, 5 минути пауза за да донесеме листата со сите имиња да можеме да избереме. Че да биде тоа која само Да. 31 има. Ќе донесеме допълнување на листа за да провериме кои имиња се ни на располагање за да можеме да избереме вистински имиња. Не, по комисии, може би
по извршен увид на дополната на листата за имења, констатираме дека сите дополнувања се со странски имења, кои сите се согласуваме дека ќе дадеме предност на нашите дејци. При повторен увид во листата на улици и площади, гледаме дека кај площади имаме Македонија. И дека можеме да го искористиме да го пренамениме за улицата, доколку сите се согласиме. Ако имаме проблем во врска со това што користиме име предвидено за площад, за име на Ја не сам улица, правник, не сам мечтав. да, за това ја предлагам да донесеме еден заклучок ние со това име. Ако има проблем, нека не коригира Министерството, па ќе го Да. Согласувате ли си? Да. Тоа е предлог. Да. Добро. Јас сакам, знаеш сега, пошто веќе се тргаат тие тука, се ствара дискусија, тражих чисто така да ми напиша едно кратко објаснување за кој е Коневски и сакам да го прочитам, чисто заради дискусија дали да биде Коневски Или Љубомир Белогаски. Значи, Коневски е истакнат јазичар, меѓународно реномиран славист, еден од најзначајните протагонисти во процесот на кодификација, текшно на македонскиот стандарден јазик. Кодификација на македонскиот стандарден јазик. Темелувач на македонистиката на Филолошкиот факултет во Скопје, кој денес го носи неговото име. Ценет професор е еден од основачите и прв председател на МАНУ, член на Академиите на науките и уметностите во Загреб, Белград, Сараево, Чикаго, Лондон. Значи, по освободување на Македонија, Коневски активно се вклучил во стандардизирањето на македонскиот јазик и изработил граматиката на современиот македонски јазик, го составил правописот на македонската литература и јазик, а исто така бил уредник на речникот на македонскиот јазик. Това е едното разложение. Добро, може ли едно да изчитам јас едно разложение? Љубомир Белогаски, академик и еден од представниците на првата генерација македонски современи сликари. Основоположник е на македонската современа уметност и врвен мајстор на акварелата. И најважно од се, роден е во Делчево, 1911 година. Ако има посебно нешто од това, да ми некој нека ми сугери. Јас ќе дам предлог. Тој предлог не мора да се усвои. Ако сметате вие следници дека е подобро да биде Блаже Коневски, нека биде Блаже Коневски. Јас сметам дека е подобро да биде човек од Делчево. Оти во Делчево ако не добие можност, он е делчевец признаен во меѓународни и светски ранг, мајстор на акварел. Ако ние не го цениме нашото, не очекувам друг да го цени. Јас ќе дам предлог улицата за која беше наменено името Блаже Коневски да биде со име Љубомир Белогаски. Ќе го ставиме предлого на гласање. Кој е за? А сакате да горед ќе го повлечеме. Точката ќе ја повлечеме гласање. Повеќе. Согласувам се со дискусијата, ако може компромис да се направи и Блаже Коневски едното име да си остане, другото наместо Василево да биде Љубомир Белогаски и тоа е од Делчево идеја ЦИЦ, а Блаже Коневски се удара на вашата дискусија за што викате дека сме нападнени за идентитет, за јазик, за се. Блаже Коневски не тоа е един што ни е кодифицирал азбуката и вика дека е доволно патриотски и како име, и како се, и како улица Македонија, пошто дали си немаме правни проблеми после со тамо назначеното, да не биде одбиено од долу од брисовото, значи едната улица да биде Блаже Коневски да се остане едното предложено име, а другото вашиот предлог кој што викате Љубомир Белогаски, само да се онадиме која улица како да се вика и мој предлог така. Дај некој друг разлог. Повеќе. Значи, председател, така, ние не можеме да ставаме улиците посебно. Значи, тука точката е, че гледам предлогот за предлагање на име на улици кога одлучи. И това съставено во една предлога, во два члена се стави. Значи, слагам се потpuno со председателот на Совето. Многу подобро ќе звучи кога некој рече градскиот пазар. Значи дека се ноди градскиот пазар на улица Македонија. Откако да речеме дека се ноди градскиот пазар на улица Блаже Коневски или на улица таму има капитален објект, на улица Љубомир Белогаски. Значи Љубомир Белогаски точно може да држи таа улица што ја кажувате другата дека е таму кај така наречената социјална зграда. А тука има капитален објект и ја мислам дека многу добро ќе звучи тоа дека тоа е капитален објект на улица Македонија. И јас тоа
Абсолютно се съгласен. И това демократия е задължение, ето го го дадем на гласани и видиме кой трябва да добие поддръжка. Нормално. Моите лично извинение да кажа, контрадикторно на листата. По листата имаме име Македония за площад. Точно така. Немаме го именията за улица. И това и аз мисля, дека трябва да пробваме, нека не изправят и да загрешиме, нека не изправят Министерството и нека имаме. Ние во меѓувреме може да ќе го додадеме името Македонија во листата за улици. Да ви кажа нещо, суштината е следна. Ние на тия улици още нямаме објект на кој треба да го додадеме одма поштенски. Значи пазарот биде това објект на тия улици со кои треба да, значи додека да биде пазарот, имаме фора 3, 4, 5 месеци да го решим. Нека остане така, ако треба, ја ќе контактирам со Министерството, ако е грешка, ќе изправиме грешката уште на наредно срок. Доколку се слага. Сега, кажете ми какво да направим, кој избор да го ставиме на гласа. Дали сите се согласуват да го ставиме предлог од Македонија и Љубомир Белогаски за двете улици на гласа? Или сакате да Место Василево, да видите. Никој нема против Василево, ништо, това е старото име на Делчев. Ама има и Струмичко село што има. Ма не личи да види. По мене Македонија е поголем име, посебно во тој период во кој сме што идентитетот ни е нападнат. Да кажеме дека тие 15 луѓе во тој момент даде се размислувани. Слагате ли се го ставиме на гласање тој предлог? Слагаме, че тия два предлога са уставни. Не. Значи, сега трябва да се предложи да речеме Место Василев, да видят. Точно това го видят. На место Василево. И Деян имаше предлог да речеме Блажо Бориски и Љубомир Белогаски. Добро, ќе го ставим и тој предлог. Кој го веќе проблем? Ние имаме булевар. Поред, нямаме улица. Да, масовка На другото да прави запис. На кучните булевар. Прави запис булевар. На булевар на улица не е некакво мерило. А булевар на Казани улица Македония е до забуна при определението при кучните броеви. Знаеш, води закона кога е булевар и улица, а не води закона кога е ставено името во площадија. Площадно нема кучни броеви. Македонска. Имаме Добро, ајде дајте да што да направиме. Вашиот предлог, председателе, ако го изгласиме да го ставиме на гласа. Ако имаме проблем, со поштенски број, Ако се слага. Ставаме го като предлог за гласање. Да, повисање. Бидејќи сега по предлог по улицата Василево да се вика Македонија, така, како што разбрав, сакам само да напоменам дека Социјалдемократскиот сојуз распиша референдум за промена на името од Македонија во Северна Македонија. Сакам да потсетам и кога на првата седмица се даваа свечените заклетви, дека не можеше да се даде свечена заклетва по името Република Македонија, туку инсистираше и градоначалникот и други субјекти да се ословува името со Северна Македонија, така да сметам дека и, како што викате, одбрана на идентитетот, пропуштен е круцијалниот момент кога требаше Социјалдемократскиот сојуз да го брани идентитетот, според мене, и овој предлог сметам дека е само еден начин Социјалдемократскиот сојуз да се искупи за порано направени грешки и не сакам да го користам овој термин, ама ќе морам да кажам дека е лицемерие. Благодарам. Апсолутно не се согласувам за вашето. Кога кажавте за референдумот, некој го кажавте целосното име на референдум. Промена на името Македонија за членство на Република Северна Македонија во НАТО и Европа. Значи, страдувате, не е промената направена од личен хир, од некоја сакање да се смени. Направена е промена на име за членство
на нашата држава, во НАТО и ЕУ. Цели кои сите стремиме на нас, освен левица нормално, која што отворено сака да биде со други некои партнери и не е за членство во НАТО алијанса. Како одговор на вашите изрази. Ајде да се вратиме на дневниот ред и да одлучиме кои имиња ќе имаме како да оставиме предлогот за улица Македонија и улица Љубомир Белогаски на гласање, значи гласаме за предлог одлука за определување на имиња на улици во градот Делчев. Улица Македонија и улица Љубомир Белогаски. Кој е за? Против? Возражени? Констатирам дека предлогот не е усвоен со 5 гласа за и 10 возражени. Да оставим повторно предлогот со старите имиња Василево и Блаже Конци. На колку тие не са прифатливи имиња за. Имаме можност повторно гласа да ставаме напред. Да. 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 Добро. Предлог одлука за определување на имиња на улици во градот Делчев, Василево и Блаже Конци. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? 15. Констатирам дека ние едното друго не добро мнозинство и да, предлогот на Народна съветска Дејан, предлог одлука за определување на имиња на улици во градот Делчев, Блаже Коневски и Љубомир Белогаски. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека и овој предлог не е усвоен, точката ќе оставиме за наредно. Председателе, Да. 5 минути пауза, председателе. 5 минути пауза. Може. Да. Седницата е повикана 5 минути пауза. Ќе продолжиме со преносот во живо веднаш по завршувањето на паузата. Претходно исто така имаше една пауза, а во моментот се разгледуваше точката за определување имиња на улици во градот Делчево, за кој што немаше согласност од советниците, односно 15 гласа воздржани за предлогот да се именува улицата Василево, кај која што неодамна беше изградена во Правецка и ново изградениот градски пазар. Продолжуваме, значи, со преносот по паузата од 5 минути.
да најдеме согласување по имињата на улиците и на моје големо изненадување и разочарување името Македонија не е поддржано од мнозинството. Морам да изразам големо разочарување. Очекував од некој да се поддржи. Посебно од левица да, меѓутоа советничката група на ВМРО не. Макар и што не видовме поддршка, точката ја изгласахме, односно не ја изгласахме и не доби мнозинство, преминуваме на петата точка. Изгласана е, нема Добро, но се коментарот ви малку провоцирано, значи може да се даде коментар. Ние едноставно сме многу предложили, кажете сви предложили да ги слушнаме. Слушнахте го, Бехме да сите предложили за да ми едноставно. вклучително за предлог за улицата да носи име Македонија. Тоа Македонија имаше многу комбинации, не само така да носи. Поред, точката не поминува, одиме на точка број 5. Предлог одлука за измена на одлуката за одвојување на средства за финансиско учество, односно не, предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за bespravно изграден објект надвор од плански опфат за објект стамбена куќа зграда број 1 по барање на Света Начин. Повели, Звонко не го знаеш точка. Објектот е, значи, после станицата, по патот за полето, од левата страна, дека има веќе легализирани други објекти и во опфатот дека веќе ние имаме проширување на ГУП во поставка. Иначе земјиштето е приватно, не е лична собственост на Цвета Новчева, него на други собственици кои се дали изцели дека не само се одреди објекти и дават право за реализација. Благодариме на возлагача. Отварам расправа по точката број 4. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата по точка број 4 и истата ја ставам на гласање. Гласаме за предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација. Ај, може да се слушаме додека читам. Гласаме за предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за bespravно изграден објект надвор од плански опфат за објект стамбена куќа зграда број 1 по барање на Цвета Начин. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката е прифатена 114 гласа за и 1 воздržан. Точка број 5. Предлог одлука за измена на одлуката за одвојување на средства за финансиско учество на општина Делчево во имплементација на проекти од регионално значење. Број 09-2137/1 од 29.12.2020 година. Овој Звонко да ме предложиш точка. Значи, првата одлука беше донесена во основа на проектантските вредности за буџетот на втората фаза, а тоа са 15.977.782 денари без лични ДДВ и од кои 13.987.208 денари се обезбедили од Министерството за околна самоуправа бюро за регионален развој. Бидејќи имаше тендер за втората фаза за изградба на градскиот пазар, општина Делчево со првата одлука требаше да кофинансира со 4.866.574,56 денари. Бидејќи имаше тендер за пазарот, во кој се јавија две фирми, Панелем и Водопровод Штип. Имаше и аукција, на аукцијата немаше намалување. Пониската понудена цена е од Панелем, која до сегашна што работеше и првата фаза, изнесува 28.488 денари 960,54 со вклучен ДДВ. Со новата одлука, значи за едноставно општината да можеме да искористиме тие пари кои се доделени од Министерството за околна самоуправа, бюро за регионален развој, ќе треба вкупно да учествува со 14.501.752 денари за 54 денари од буџетот на општина Делчево. Ние, гледајќи ги порастот на цените во овие неколку месеци, посебно со војната што се случи, дури и првично имавме побарано
нека понуди за ориентационни вредности, да видим, бидејќи многу са комплексни позиции. Позициите са от железо, тезги, панели за изградба на објектите, бекатон, земјани работи, значи електрика, водовод, канализација, има многу комплексни позиции кои фирмите днеска нема една фирма што ги работи сите и некој за тие другите позиции, таа што ги работи, не работи за другите позиции, мора да бара подизидувачи и формирањето на цените тога е многу по-комплексно. Ние имаме потражено и имаме добиено уште на 17.8. за да видиме некои ориентационни вредности, 2021 година од актива. Нивната цена е 26.573.842 денари без вклучен ДДВ. Уште во, значи, 8 месец прошлата година. Шо, ајде да сметали сме, например, дека може би е скапа цената, како правечна цена, за да може да на аукцион, меѓутоа со пораст на цените ни се случува да дури сега и тражиме такви понуди не може да добиеме. Викат купете ни материјалите, ние ќе ви дадеме понуди за работна рака. Оти секој ден било од каде да потражам материјали, таа цена вика 25 дена, понатаму не важи. Према сите тие наши согледувања сметаме дека нема може задължавам, като има право да скине тендерот, има право да го сключи договора на 20 милиони, с това своята му внесла одлука за учеството на общината. Значи, по всички согледувања е провахно да речем, провахно да добиеме понуда и от Селтранс. Така не мога да дадам понуда за другите делове от 8 тия материали ние ще сме производители и ще може да земените работи да ги работиме. Споредувайки се миде за тия делове от работа, да речем, бекатон, порамбуване, тампон, и вишняци. Тия цени са малко много 10% или некоја по-висока или некоја по-ниска от цените со кои ги нуди фирмата која ни е на тендер со по-ниската цена. Така да нема никаква гаранција дека таа цена би могла со повторно распишување на тендерот со тенденција на раст на цените да ја добиеме по-ниска цена. Това е моето предложение. Благодариме на възлагачот. Отварам расправа по точката број 5. Дали некој бара двор? Само сега имам една констатација, значи сега тука што го кажате, мислам дека сте во право, за се оповата на цените на материалите и на метал. Ама на работа мислам така, нели сакам отворено да прашам, мислите ли дека причина што само две фирми си имат јавен тендер и не е причина за толку висока цена на тендер, што реално нема конкуренција, две фирми. Тендерот е јавен. Тендерот е јавен. Ние дури и се уважаме на фирми кои подигнаваат документација, меѓу тоа не се јавија. По-конкретно, че се пријавија, разговарахме и со Баова фирмата што ни работи и улицата доле, ама гледат ке нешто се случи, пошто они работат многу различни позиции, работат и земјани работи и улици, а работат и гради во Скопје. Ние тука додека беа разговарахме, да не се јавите за пазар, ние тоа ке ни се тоа случи. Беа заинтересирани и тоа тендерот е јавен, зашто не беа фирмите што се Повелите? Hvala председателе. Значи, служебата възлагача има да е зголемена и трябва да се изгонят от община Долчук 14 милиони 501 752 дена. Значи имаме некаде по 10 милиони денари повеќе, тоа најверојатно мора да се прави со ребалансот на буџетот. Значи, бидејќи се работи за капитален објект, кој што е од интерес на граѓаните и кој што рече возлагачот, пошто имаме нагорна линија на цените, посебно на железото, и распишувањето на друг тендер може да доведе до поголем износ, односно до повисока цена, Советничката група на СДСМ ќе поддржи ваквата измена и ќе гласа за. Благодарам. Дали некој друг бара? Тук сме се избирателно
събранието, скоро информация от явен характер, че скоро ще дадем интервю на предходни организовани почвени. И повече и вика така, значи, вика аз като организовани в преди 2 години имах проблем с явите на банката, защото опцията беше ни блокирана и нямах фирми, които ще ми се увършава на тендери. От това да разпирахме общината, значи века почнах и нямаше много фирми, които се приемат на тендери и малко ние си успяваме да изследваме бедността на тендер, отваря за 30%. Сега тук, знаеш, сега да се надобра на тази изгледа на галанчаните бивши на скочени, мисля да е нас проблема, защото ние сме блокирана община, заложена община и мисля да фирмите лесно избегнала да се работят в нашата община. И тук е причина. Веке, не е организовано галанчаните, веке 2005 година, нека нищо не се прави на този контекст, за да се мислят от тази линия, защото пример от скочените е и затова има и високи цени. И затова ние сме въздържани. Значи реплика на координатора на следващата група на Донора Дълбана не можем да споредим община Галчево с община Кочани, да правим някакви спорове. Значи около овој градоначалник на община Галчево сите проекти, кои ще били реализирани си и наплатени. Тук и ръководителът на Съюзът може да каже, нема улица, koja ще не е наплатена, нема улица, koja ще не е наплатена и проектът ще не е наплатен. Значи знаем покажат в нашата община от къде е, кога потекнала, така да ваша консултация мислям дека не държи место да се прави според да община за община случай почи. Јас като вработен тук во общината мислам дека политиката на плаќање на градоначалникот е горе и ще рече да нема нещо што не е платено или закасано на време во однос на посебно на капитални други или посебно на ситни работени сам сигурно на вие што преку нас што се по ситуации, по различни ситуации, што нема нещо што не е платено, што не е платено. Дали е друг въпрос? Обично това праша и фирмите, која има градски сообщените, дали плащат да начало, не се да политиката на начало да бъде. Имам едно прашање во предлагачот. Мене ме интересира од каде ќе се скратат тие 10 милиони од основниот буџет, односно од која ставка ќе се пренаменат, од каде ќе се скратат, за да може да се вложат во градскиот пазар, тоа пазар. Веројатно од предвидените средства за улици, за комунални дейности, че мора некъде да се скратат. Точно конкретно не знам. Да, пак се обуджат с финансите. След тези импликации сега ще спомнуваме. Не е навод, не е по-късно да мислям нека, че самите рокове за излизане на пазара да се продължат, така няма да се бяха планирани до края на август, сега го съм чудо. Не. Вие го няма предлог договора от явната набавка, но това не е никакъв договор, нищо. Вече временски рок остава. Се споздува, така. А до кога е временски рок? Точно? Не го имам. Не се договорим. Сигурно е дефинирано предлог договор. Дали некој друг разговор? Бидејќи никој не разговори, затворам расправата по оваа точка. Истата е ставам на гласане. Гласане за уште на предлог одлука за измена на одлуката за одвојување на средства за финансиско учество на општина Галчево за имплементација на проекти од регионално значење. Број 09/2137/7 од 29.12.2020 година. Кој е за? Против? Нема. Одржан? Констатираме дека точката е донесена с 8 гласа за и 7 одржани. Благодарим на предлагачот. Точка број 6. Предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Галчево за 2022 година. Предлагач Горан Петровски, советник за урбанизам и енергетска ефикасност. Поведи Горан, Даниел Родовишник. Председателят, почитувани съветници, ще разделшим пристигната инициатива по приватни инвеститори за изработка на урбанистички проект, набор от урбанистички план
со намена површински соларни и фотоволтаични централи. Локацијата е катастарски парцели во катастарска општина Очипала. Ги имате кај вас броевите на катастарските парцели. Тоа се 4 парцели, во непосредна близина има и други заинтересирани странки, така да тоа е дел од постапката да биде дополнета годишната програма за урбанистички планови со нова точка. На местото на се додава после точката 22, се додава нова точка која ќе гласи урбанистички проект во патно урбанистички план со намена Е1.13 за фотоволтаични централи, површински централи. Катастарските парцели се 956, 957, 958, 959, 945 и 946. Во катастарска општина Очипала, општина Делчево. Инвеститорите се приватни со инвестиција со изјави дадени за намирување на трошковите за поставка. Благодариме на возлагачот. Отварам расправа по точката број 6. Дали некој го разбор? Бидејќи никој не го разбори, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за предлог програма, усвојување на предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2022 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Еле. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за 1 поддржан. Благодарам. Пријатно. Точка број 7. Предлог одлука за доделување на стипендии на ученици прогласени за превенција на генерацијата во општинските училишта. Предлагач Вачо Милославски, советник за образование. Благодарам на председател, включително председател, служби советници. Општина Делчево секоја година ги наградува најдобрите во општински училишта, односно во двете основни општински училишта и во едното средно општинско училиште. Со ова предлог одлука се доделуваат стипендии на ученици прогласени за превенција на генерацијата во учебната 2021-2022 година, и тоа на правенецот на генерацијата на општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево, правенецот на генерацијата во општинското основно училиште Стиклина Топтиски Делчево, правенец на генерацијата во средното општинско училиште на Тоги Митевски Близо Делчево, каде што веќе постапката е завршена и прогласење правенецот на генерацијата Матеја Златко. Стипендијата учениците ќе добиваат 9 месеци во текот на учебната 2022-2023 година, во некој износ од 3000 денара месечно за правенецот на генерацијата во средното општинско училиште на Тоги Митевски Близо и по 2000 денари месечно за превенција на генерацијата во општинското основно училиште Ванчо Прке и основното општинско училиште Стиклина Топтиски Делчево. Средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Делчево. Повелете. Благодариме на возлагачот. Отварам расправа по точката број 7. Дали некој го разбор? Повелиме. Само да башам само еден возлагачот за претходната година дали има информација. Дали си исплатени? Не дали си исплатени, колку е бил износот тоа. Исто се дали. А за долни стипендии? За веќе за редовните стипендии. Значи во дали ви интересира во средното? Не, износот на пример да речеме на за примерно за средното општо училиште 1000 студенти. Значи имаме две категории. Во првата категорија е 1000 денари, втората категорија е 1500 денари. Мислам дека мојата лична констатација дека тие стипендии за баре за превенција на генерацијата треба да бидат малку не малку повисоки, пошто и тоа не треба да ги мотивираме си да бидат први. Ако има некои услови, тоа е ваш предлог, вие како ќе предложите така ќе дадем предлоги до буџетот на општина Делчево да се предвидува. Да, може по 500 денари. Благодариме. Дали некој друг го разбор? Повица. Председател, прашањето не е конкретно за оваа точка, меѓутоа за сродно нешто, сакам да прашам за најдобрите 10 матуранти, ако дозволите. Да го прашам од возлагачот за 10 најдобри матуранти, дали износот од 20.000 денари ќе им биде даден како парична награда или ќе им се организира патување? Значи, за времето на пандемијата беше донесена одлука од Советот да се исплати по 20.000 денари во финансиски средства. Оваа година најдобрите матуранти ќе патуваат во странство. Значи има правилно патување. На 26 ќе биде распишана јавна набавка во кој што агенциите што ќе се
закрива со најдобра понуда и најдобрите вакуланти ќе патуваат и след. Значи имаат најдобра понуда во година, бидејќи попуштија пандемијата попушти, така да има услови за да се преради. Дали некој друг разговор? Бидејќи никој друг нема разговор, заклучувам наставната према точки и се ставаме гласаме за усвојување на предлог одлука за доделување на стипендии на ученици прогласени за првенци на генерација во општинските училишта. Кој е за? Против? Нема. Поддржани? Нема. Констатираме дека точката е донесена едногласно со 15 гласа за. Благодариме на образованието. Благодарам, председател, само ако може да додам, да ви честитам утрешни празник, 24 мај, по повод светите време класифицирани методи, а исто така и патрон на градот Делчево. Благодарам. Следуваат точките број 8, 9 и 10, разгледување на барање доставени во Советот. За истите точки може да дебатираме, да разговараме и на крај можеме и да произлеземе со некој заклучок или насоки до надлежните органи како да постават. Точка број 8 разгледување на барање од местна заедница, трети ден. Поверете да ја возложите, да покажа точка број 9. Изменихме го дневниот ред, малку и сега е 8. Благодарам, председател. Правда, изпремет по точка број 9. Вече не камерате. Почитувам председател, почитувам съветници. От граѓаните на урбана заедница трети район имам добиено барање до вас. Ви доставувам барање до Собата на Делчево со цел да решиме дългогодишно сериозен проблем за дел от жителите на улица Илинденския. Напишемо Илинденска се треба. Добро, тоа е улицата. Дали знаете каде е улица Илинденска во трети район? Значи се работи за потегот од Кришакалака, лево, дека се надоле, домо, двата крака, се спуштаа доле до Зенилстручниот, дока и Укјар е, и кракот што оди десно, што излази на скалата. На место, на скалата. Таму имаме објект, кој што бараме, од вас согласно бараме, како советници на општина Делчево, да се отстрани дел од тој објект, бидејќи тој објект, иако неколку пати е реконструиран, неколку пати се менени и интериер, екстериер, покрив, воопшто не е во функција истиот, а воедно го пречува фреквенцијата на луѓе, стока и возила. Значи, местната заедница, урбаната заедница, ние сме урбана заедница, трети район, не го користи, објектот е во собственост на општина Делчево, во фаза на руинирање и токму на тој потек, каде што се наоѓа тој објект, а само 5 метри квадратни има марките легализирани. Другото е изградено. Да, за да му понадоле. Ето. Значи, и таа кривина што е. И таа кривина што води на кај скалата. И таа што се спушта надоле. Од таму имаме неколку примери дека не може да придам главно води. Па сме носили болни жени на раце до горе. Има повеќе објекти, него од некаде да почне. Доле още. Добре, да оставим да се разлагача да задължи. И двете улици, значи најголем дел од експроприацијата е решен. Овде имате и подписи кои што ми се доставени мене, доставени ви се и до вас. Не може да влезе, да речеме, возило на ТПП Делчево, не да Боже кој. Луѓе докаруваат дрво, погребно дрво и соварат ги на пато, не може да се размине. Значи, две возила не може да се размине. Ако спадне возилото до доле, до Зенилстручниот и до вода, нема шанси да се размине. А не да се размине со некое друго вода. Истото важи и за тој крак тука што води на кај скалата. Истото важи. Значи, многу е тесна улицата, објектот е некорисен, нефункционален
И Дивоград бе само 5 на 5 е легално. Другото е се Дивоград. Кога би го ние отстранили обект, одно дело за обект, ако сега питам целите го остане. За средя не се питате. Ама за средя не се питаме ние. Питате се вие. Сега, значи, важи за още от влезово пристъпната улица Конилинска. Пешата лака тук. Поширувањето важи. Од долна страна е веќе средено со експроприација, останува еден много дел кој што треба да се изврши, това е кисокета. Дали е завършена експроприацията, не знам. Ние сакаме, плюс со изградата на новиот пешечки мост. Значи, рачунете дека 50%, па може и повеќе, фреквенцијата е пренасочена од таа улица се поштајни, кои што го улица тука да слезе в Светоне. Светоне може да се изнесат ѓубри. Не да може рекохме некој да се разполи. Не да може да настане пожар. Возило со возило нема шанса да се разгони. Никој неќе да влезне надоле, после не може да го изкара возило. Тука може да се направи наместо тоа објект кој што е регулиран, кој што најдеме така што едва ги товарихме, да изчистиме тамо на него. Со тек на времето, замо на времето ќе го вземе. Тамо може да се направи проширување, да нема тесно грбо, па да може возилата, било приватни, било службени, да вратат, да си прават, да свртуваат и на тука, и на доле да се спуштаат. Затова, со това вие би ни го на нас олеснили, односно на жителите кои живеат тамо, а Бога ми не целиот трети район, урбана заедница трети район. Би ни го олеснили, кога би донели еден заклучок кој што од прилика да служи добре. Објектом да се суши, така, кога не ги го сушиме, вие ги издадете, не ги го сушиме. Овака, заклучко го имате ги кажа, се. Ще трябва да заклучко, Заклучко ние вајаме од дебатата сега ќе донесеме заклучок. Овака, Советот на Общината да го задолжи да Одделението за урбанизам, заштита и животна средина, комунално деление и сообраќај да постапат побарањето број тоа согласно законските прописи и нивните надлежности. Одделението за урбанизам, заштита и животна средина, комунални дейности и сообраќај се задолжува. Тук имаме додадена една точка. Да се започне постапка за рушење на дел од објектот на улица Илинденска. На дел. Сериозно. Да се започне постапка за доизградба на улица Илинденска. Да се започне со постапка за донесување на урбанистичка и проектна документација. Овој заклучок да се достави до градоначалникот на општина Делчево, подносителите на барањето, односно дожителите на трети район, урбана заедница трети район, Одделението за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дейности и сообраќај и до Советот општина Делчево. За сите преземени мерки, Одделението за урбанизам и така натаму треба да го извести Советот во рок од 30 дена сметано од денот на одржувањето на оваа седмица. Тој заклучок може да питам кој година? Не е донесен, вие треба да го донесете. Ние само го предлагаме. Ја го прв пат гледам, ама во ред. Не е доставен, веројатно е грешка некоја. Техничка не е. Това ми дадено од организамот со тие тука. Ти е дадено са. Са. А не која ми го даде. Не, сега ми го дадено. И тука со дополнувањето да се отпочне постапка за донесување на урбанистички проектна документација и да бидете известени и вие, и градоначалник, и ние подносителите, и Одделението за урбанизам. Завршено. Доколку имате некои прашања, значи и камионот за ѓубре не ќе го даде. Верувам дека имате проблеми с това и се ставено барањето и во ред што сте го насочили до нас. Многу пати го тражиме за вас. Во ред. Завршили сме. Да, поведете. Благодариме на образгадачот. Ние ќе разгледаме таа точка на дневен ред. Прочитахме го, веројатно сите го имате прочитано. Барањето, ајде ќе отвориме една дебата. Дали некој бара сме? Поведете. Прво го слушам на барањето, меѓутоа погледно комунално проведе во дали таа локација е изворедно позната
И не само што го моје руиниран, за жал, одма до него има едно ВЦ таму, предходно, кое се користи и не се користи, и тоа е страшно да се помине од таму, а не па да се користи на нешто. Објектот неколку пати имаш обиди да се направи, да се користи, за жал, не успеа, дали не доволно средства, дали не соодветна проектна замисла, не е важно дека дефинитивно тој објект смета не само пешки да поминеш поради меристе таму што е имало од објектот што прекуваш како ВЦ, туку и веќе објектот е опасен за и за деца. Второ, може поважно од првото, е што објектот стварно не дозволува пристап. Меѓутоа, јас имам на дополнување. Во третиот ремонт, посебно Линденска, каде што продолжува таму до крајот на скалата, тука е Сеидо Адемов таму, тука на крајот, тука е Гугутката. Да. До крајот, до Гугутката, до скалата. Таму има и многу други објекти кои не дозволуваат пристап на објекти, да речеме брза помош, пожарно, не дај Боже. Така да, пристапот, ако Сашо го има да се прави до барање, би било соодветен да се направи и за други објекти, каде што некој си кој што излази со дворно подрачје вон кон неговата парцела, не дозволува да помине нормално едно возило, камо не пожарно. Да се размијат, не може да пожарно да помине. Така да сметам дека освен тој предлог за тој објект, што јас лично се согласувам, би било добро во тој дел да се преземе и друга иницијатива за расчистување на тие улици, за да има пристап до пожарно, до брза помош и до не може некој друга работа што е неопходно потребно за тие семејства. Кратко, јас се согласувам со предлогот. Дали колку става проблем? Дали некој друг барас, повелите? Хвала, председател. Значи, во врска со точка број 8, 9, 10, ја не знам дали своите ќе надлежни да донесу одлуки за ручење. Точно. Самото барање е доставено од УПА на заедница трети ред. И викават именно барање од вас согласност за установување на дело до објекти на улица Линденска од собственост на општина Гоча. Значи ние ќе донесеме одлука, кој ќе го учи? Не можеме одлука, не советност. Ама советност што може да донесе, значи кој треба местната заедница да го учи? Ние да дадеме зелена средба местна заедница да руши објекти. Значи ја мисля дека ние немаме тие овластувања, тие ингеренции за да носиме такива. Добре, благодарам. Дали некој друг бар разбор? Мислам, само сега знам да занимам овето што едно на проект да сехи. Таму за тој дом конкретно, мисля сега прави неблагодарно е, значи урбанизиран објект да го рушиш. А неурбанизиран објект, тук толку многу мислам, диви објекти па ги легализираме, а урбанизираните објекти што те знали, значи што имат поседувани лист, ние да ги рушиме, а константно, значи ние легализираме тие градби. Малку логиката на мене ми се, значи поклапа едно со друго. Тука малку ми е, значи не е својствено, значи нешто да рушиме што е легално, место да го реконструираме, а да легализираме нешто што е нелегално. Тука е малку проблем. Второ, тој објект мисля дека смета само на плетени кукашти. Или поточно од делоначалникот до куческачи по-надолу. Согласуваш се? Подоле тие објекти што се подоле, значи мисля дека многу повеќе смета. Са неблагодарно, неблагородно е да 20 век ние да правиме дека луѓе немаат пристап, не може да се пристапи со такси или комунално да доведат своје ѓурито или брзо не може брза помош или какво. Ама што ги кажеме сами да пример од друга страна, го размислам овде. Ние уделчиме многу повеќе места што многу така објекти смета. Не многу природни три места, меѓуоста дека со години не видим. Са ние ако нешто направиме, онде што да имаме објекти кај теги уште им барање кај градоначалникот и имате чат да му направат да може да се практикуваат. Знаеш, треба тие пример. Јас се не согласувам се попотpuno дека треба да се следи, ама треба да следи целото. Така да е. Да. Дали некој друг само се друга стvar. Мисля дека значи било правилно да се понесе значи предлог барање за промена на ДУП. Како што прават, значи сега се понесе значи барање за промена на ДУП, да видиме значи колку самата одделение за урбанизам колку бројки одговори, за да се види секој што треба да се излезе во ДУП. Тоа е проблем. Да се имате трајно решение. Од това само ми сека времено решение. Јас не сам против да се направи.
Само размислам по-гласно, за да видим што е поправено. Дискутираме. Дали некој друг ба разбор? Ова идеја? Само прашање. Значи, кажахте дека објектот е уцртан со урбанистичкиот план, има маркица. 5 само. Без разлика не направи го големината, сега не знам колку е голем. Значи, објектот е легална градба, што е уцртана во урбанистичкиот план. 5 на 5 или 3 на 2 не е важно, мисля само како објект дека постои. Дозвола за градба е дадено некогаш со детален урбанистички план и како е направено. Значи, за рушење на објект, одобрение, кој дава? Легитимно вашето барање, легитимно и твоето. Да, мислам дека само мислам дека ние не сме надлежни да одлучиме дали да се гради некој објект или да се бута некој објект. Точно. Како Совет. совет. Само нешто да ви кажам. Ние сега имаме барање и разговараме о барање. Советот толку имаме од това барање. Само да разговараме. Сите изнесувањата се грешни. Да ви кажем нешто. Бара се една согласност за отстранување на този објект. Објект не се отстранува со согласност. Со решение за рушење. Решение за рушење, решение за оборудување дава надлежно орган. Законот за градење предвидел кој дава. Не дава совет. Советот не може ништо да даде. Ако беше така, никој немаше да поднесува иницијативи за промена на дух. Значи, законот за градење предвидува советите на општините да донесат урбанистичко-планска документација, која претходно ќе биде изработена од лицензирана фирма и ќе вклучи јавноста, ќе вклучи цела преку анкети, усе и ќе го изработи детален урбанистички план и ќе стане советот ќе догласи и он ќе дојде на сила. Кога ќе дојде на сила, ако деталниот план е предвидел да помени дискусија, таа која ќе се дискутира, ќе се сруши. Това значи реализација на детален урбанистички план. За конкретната локација имаме урбанистички план, кој што верувам никој од вас не го направи. Ето, гледате улицата, гледате ли спорни објекти. За кој се разговара. Во барањето имаме насочено рушење на дел објект и проширување на улица. Кој сме ние да прошириме улица да се веќе? Утре некои други 15 ќе се соберат и го бутват таа зграда, ќе некој која се дигнат 15 гласници, да го срушат пазарот по сега град. Оти, има барање од некој граѓан, не оди да вака. Имаме ние надлежност и надлежноста наша мора да ја почитуваме. На вашето барање ќе дадеме одговор и ќе дадеме заклучок. Заклучокот ќе биде следен, треба да биде следен. Советот на општина Делчево нема надлежност во врска со отстранување на објекти и делови објекти. Под број 2, надлежностите за отстранување на објекти и делови објекти, како и проширување на улица, се дефинирани со Законот за градење, наведени во кој се наведени и надлежните органи за отстранување на објекти и издавање на одобрението за отстранување. Советот на општина Делчево, по надлежен орган, согласно Законот за урбанистичко планирање, има донесено детален урбанистички план за локалитет Старо Делчево во 96 година, кој уште на сила. И ние не можеме да интервенираме без измена на нов. Можеме да ве насочиме кон одделението за урбанизам да ви појасни дека треба да поднесете иницијатива за промена на детален урбанистички план. Со улици од по ваше видување ќе кажете 9 метра, 6 метра, колку треба. И ќе крене една иницијатива која ќе трае, знаем колку трае, по 9 години, по 6, по 7 промените на дух, и ќе се води, и кога ќе ја избоксувате, и нормално целата изработка на документацијата ќе падне на товар на иницијатори. Значи, вие ќе морате да поднесете иницијатива за промена на деталниот план, која што ќе најдете фирма да изработи и ќе поднесете до општината за да може да помине. Па општината до надлежните министерства и до нас како совет ќе се достави готов детален урбанистички план кој ги поминал сите етапи и ние тогава ќе го донесеме или нема да го донесеме со одлука и кога ќе стане тој детален план на сила, ќе може да кренеме кон реализација, па тогава ќе се појави потребата од рушење на објект, од проширување на улици. Ние не можеме да преникнуваме чекот. Законот за градење е јасен. Ние не смееме да го прекршиме. Имаме важечки дух, така. И тука е објект. Во ред, ако тој објект смета во реализација на важечкиот дух, не е тоа. Тука те мине улица. Кој да е, ако смета во реализацијата на постоечкиот дух, одделението за урбанизам ќе достави дека како општина Делчево има објект кој што е во нејзина собственост, кој што пречи во реализација на
реализација на улица Емидијанска во целиот неј и тогај ќе ние ќе се произнесеме. Вие барање морате да го насочите, односно ние сега ќе го пренасочиме до Делението за урбанизам. Да се произнесе и да ни даде на нас насоки како да постави. Значи ние не можеме во однос на барање на граѓани да рушиме објекти или да даваме одобрение за град. Не сме надлежни. Слагате решите заклучок да го задолжиме Делението за урбанизам да се произнесе до нас и тогава ќе можеме да и вие да добиете одговор и ние да добиеме точка, предлог, одлука с која ќе можеме да изгласаме и да повели сања. Допълнение на вашия предлог е да се даде 30 дена или 60 дена, да не се оставя до него, да се произнесе, да ги ограничим срока. Добре, ето го заклучокот. Да, сектор за урбанизам да одговори зборот од 30 дена. Ќе го дополниме заклучокот. Прифаќаме го сите советници, прифаќаме забелешката, дека ли има време скоро. Горед, сакате ли тој заклучок да го оставиме на гласање и да го поминеме? Да, во ред. Значи ставаме на... Или нема зашо? Он ќе влезне во записник, така да секој ќе потим се... Морате да гласувате. Значи това е точка на дневен ред. Заклучок мора да се... Ако го обврзаме секторот за урбанизам, значи мора да се... Ако сакаме да ги обврзаме во рок кандидат, мораме да изнесеме заклучок. Това е заклучок и насоки кога се постави во врска со барање. И да ги изразговараме други точки така на таван ниво и да дадеме насоки. Слагате ли се? Да, овој заклучок ќе го прочитате да се допълни со 30 дневен, одмah 30 дена рок за одмор. Добро, окей. Ќе го предлагам да го ставиме заклучокот и насоките кои ги дадовме на гласање. Гласаме за заклучок во врска со доставено барање од жителите на урбана заедница Трети район. Кој е за? Против? Нема, воздржани? Нема, констатирам дека заклучок е наведениот заклучок е гласно усвоен. Ние со тој заклучок веќе ги задолжуваме да одговорат. Само да се поконе оставка на това треба, за да може да се решат проблеми. И да те удобно. Да знаете Точка број 9, барање за разгледување, благодариме на тебе, разгледување на барање од граѓани кои живеат улица Пере Кошев, 08-37 позедено 19-4-2022. Сега има осознание дека на това барање веќе има одговорено. Ја не знам. Може би и до градоначалника на Словен и до Совето. И до Совет, и до градоначалник. И само да ви кажа, таквија барање последен пат ние да разгледуваме тука така. Това си е работа на службите да си го обработат и да си одговорат. Кои сме ние во име на Делението за урбанизам да одговараме и да разгледуваме. Последен пат е да имаме разгледување на барање за барањето ќе си го одговара службите. Кога ќе достават службите до нас, тогава ќе гласат. Значи, председателе, да само на барањето е одговорено мисля дека е завршена работата, мисля дека донак се дал информент и дека беше поставено. Така и до градоначалник и до Советот да остане. Това е на 19-ти. Значи, това е на това решил, може да работим Добро, друга локација. Това е на друга локација. Това е слаби гласувани. Добро, ајде да се слушаме сега. Точка број 9. Точка број 9. Разгледување на барање од граѓани кои живеат на улица Пере Тошев со број 08-731/1 од 19.4.2022 година. Образлагач немаме на таа точка. Нема кој да образложи. Сметам дека сите сте ја погледнали во барањето, знаете што се. И повторно, заклучокот би бил нешто сличен на претходниот. Ние не сме надлежни да дадеме одмah одговор и ќе го пренасочиме повторно барањето кон Делението за урбанизам и ќе го замолиме во најбрз рок да одговори. Нека заедно, исто 30 дена. Па зашо ни го доставувате на дневен ред да дискутираме? Мислите дека немаме друга работа или?
Ако е отговорено, отговорено, не го доставувате до Совет. Това да. А пък какво го отговорихте, когато не дошло до вас? Има вероятно и първоначално, че Добро, значи точката брой 9 тръгаме сега, няма да разговарям, за това човек е отговорено. И останала точка брой 10. Разгледување на барање број 09-767 произведено 26.4.2022. Това е за граѓаните кои са на улица, односно на булевар. До кој е насочено? До градоначалник и членовите на Совет, насочено и до нас. Много отговорено ли е на барањето на булевар Македонија? Гаражите дека ги тргаат. Даден ли отговор? От 26 априла Добро. И ги разговараме и Хелена това ни моля кој ги разговараме. Ајде, имаме доставено барање, сите го имате пред вас. Нема образлагач, мора да го разложам. Насочено е до градоначалнику и до нас како советници да разгледаме барање во кое, знаете сите, дека таму имаше гаражи кои беа безправно изградени објекти, за кои беше побарано од општината да се тргнат за да може да се реализира постоечкиот детален урбанистички план. Во барањето до нас е наведено. Од вас бараме да направите промена на урбанистичкиот план на кој се наоѓа стамбена зграда на улица булевар Македонија број 29 и да во непосредна близина на зградата вцртате паркинг простор со најмалку 32 паркинг места за секој стан на зградата. И под број 2 по промената на урбанистичкиот план предвидениот паркинг простор да се изгради и додели во собственост како дворно место на стамбената зграда на улица булевар Македонија. Апсолутно е смешно. Барањето Совето не може да дозволи и да уцрта на некој. Не можеме, ние немаме надлежност, немаме мог да го направиме. Ние највеќе што можеме да ги насочиме да се погледне детални урбанистички план за таму и спроведувањето. Ако е предвидено паркинзи во ред, предвидено е паркинзи, ќе се добијат. Ќе има паркинзи за зграда. И парковско решение или за се што е предвидено. А во барањето уште 3 точки се наведени кои морам да ги прочитам пред сите. Да се изврши промена на урбанистичкиот план и во истиот се вцрта паркинг простор со најмалку 32 паркинг места наменети за станарите на стамбената зграда. Легитимно право е да покренат иницијатива за промена на ДУП. Како што на претходното барање говорихме, можат да покренат иницијатива за промена на ДУП со која ќе бара паркинг простор, а после ќе си одговараат надлежните институции дали ќе биде во нивна собственост или нема да биде во нивна собственост, зависно решението со деталниот план. Под број 2, од страна на Советот на општина Делчево да се донесе одлука за доделување на предвидениот паркинг простор како земјиште кое по имотен лист ќе биде запишено како дворно место. Не можеме това да направиме. Не можеме, това е. Немаме мог да това да направиме. Ние сме надлежни. И по 3 од страна на општина Делчево да се склучи конкретен договор со фирма изведувач која ќе го гради паркинг. Значи насочување кон реализација на нешто што не е ни донесено како детален урбанистички план. Насоката и заклучок кој што треба да произлезе сега од нас е дека, како и во претходното барање, треба да ги насочиме кон одделението за урбанизам и да ги насочиме на правилна постапка за покренување на иницијатива за промена на детален план во кој што ќе се решат сите нивни проблеми. Иницијативата, како и за сите други граѓани, ќе се слегне на нивен трошок и ќе почне со таа иницијатива преку Совето и после ќе се одвива како што треба по законот за градење. До одделението надлежно за урбанизам, до министерства и така. И на крајот ќе не биде врнена, како искристализирана, за да можеме и да изгласаме и донесеме. Ако се сите слагате, да го завериме и тоа стои за гласање. Можеме? Ајде, одговор, односно заклучок по таа точка, го ставам на гласање, кој е за. Против? Нема, воздржани нема, констатирам дека е донесен со 13 гласа. Со ова констатирам дека е исцрпен дневниот ред. Дали некој ќе сака да дојде со нешто да каже? Првата точка посветена од дневниот ред, а да го прилично да интересува за израта што предходно најдобра изна точка биде вречена во наредна седмица што поскоро
цел да се изгуби временскиот период, односно рокот од поднесувањето на заклучокот, па да истата точка предвидено во се неколку месеци пора. И ако е до 11.6. заклучокот, предлагам некаде таа седмица наредна, која што би требало да биде закажена, да биде закажена пред обвинувањето на рокот. Това правилното го трябва. Како сугестија имаме да точката ја предлагаме на началото. От него зависи кога ќе ни биде пак предложено, вие можете да реагирате на нея повторно. Може? Тя да сдела повторно и ќе се произнесе на Тогава ќе се произнесе предлагането, да се предложи тази точка, може от сегашните. Да се из по-начално. Какви ще зайчим си да сте? Не е погрешка, него не е условно. За наредни условията тази забрагалница, която биде обезбедена на багач. И барањето прашање од прошиот совет што беа дали да достави. Значи, ја едно. Не, нас не са доставили, да, значи около това, значи нема. Е сега, значи за да бидеме малко на почетокот. Инсистирам сите да добиете одговор на сите ваши прашања. Имате кога да се каже писмено, доколку некоја институција не може да достави одговор, точките нези ги тргаме за нареден ден. Да свара дека мора да се одговара на прашањата на советниците. Това не са само наши прашања, това са прашања на граѓаните на општина Галчево. Кажани преку нас. Добро. Дали некој друг има? Овде ли Сања? Във връзка с това, што кажа колегата, не знам колко е логично негов заклучок, што не сме го изгласале, после 3 месеци да го ставаме повторно како предлог заклучок и да очекуваме поинаков исход. Не знам дали тоа е дозволено, може некој поупатен да каже. Мислам дека кога веќе нешто е одлучено, тоа треба да биде правосилно и да влезе во сила. Не после можеме така да правиме по 50 точки, пример, на секоја седмица. Сега ќе усвоиме против, па на наредна седмица истата точка ќе усвоиме со за и можеме да направиме турли тавата. Тоа според мене нема никаква логика. Значи истиот заклучок според мене не може да дојде како предлог на дневен ред. Значи мора да има барем некоја измена за да е нов материјал, иначе нема да има смисла. Има измена, може нема ли да ни биде доставено. Кога ќе ни биде доставено, ќе видиме што ни е доставено и ќе го ставиме на дневен ред. Година не можеме да погледнеме никој нас, ќе видиме што ќе биде доставено. За нареден човек, идеме да кажеме своето кога ни треба. Се цел да не се изпишат водени рокови, да се реализира. Вашиот предлог мора да го насочите до предлагачот на точка. Дали некој друг нешто има да каже? Не, констатираме да не завршуваме.